Точно на истекот на првата година од практицирањето на локалната власт на СДСМ и на градоначалникот Николчо Илиев, собетници од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН вчера попладне одржаа пресконференција на која зборуваше Снежана Хаџипаунова. Една година локална власт со СДС и Николчо Илиев е година на разочарување. Година на неработа, изговори, партизација. Најдобро мерило за еден човек е неговиот збор, а зборот на градоначалникот во својата кампања беше: јас сум Николчо Илиев, кандидат за градоначалник на општина Кочани и стојам за секој проект во мојата програма. Господин градоначалник, една година подоцна ние прашуваме: знаете ли позади што стоите денеска градоначалниче? Да ви кажеме ние. Дали знаете дека вие стоите позади фактот дека кочанчани дишат воздух кој спаѓа меѓу најзагадените во државата? Од дозволени 35 преминувања на границата на PM10 честички, досега дозволената граница била надмината 49 пати, а локалната самоуправа со вас на чело или тоа не го знае, или не ја интересира и нема превземено ама баш ништо. Опозицијата обвинува дека во општината не се реализираат проекти како детски градинки, професионален театар, реконструкција на мултикултурниот центар. Дали знаете, градоначалниче, дека стоите позади фактот дека нова детска градинка во Кочани и село Тркање нема, а рокот во кој вие ветивте и позади кој стоите е 2018 година? Знаете ли дека стоите и позади неисполнетото ветување за рекреативна патека со клупи, видиковци, информативни табли до Брана градче? Проект кој според вашата програма веќе требаше да биде завршен, ветено, но не е исполнето. Професионалниот театар остана само во вашата програма и тоа со рок за реализација кој веќе е поминат. За жал, во реалност и во пракса го нема. Постојниот мултикултурен центар ниту е реконструиран, ниту е реорганизиран, иако во вашата програма ветувавте дека тоа ќе биде завршено до денес и ќе се вика Граѓански младински центар. Ништо не е направено и во сферата на сообраќајот во градот, гасификацијата во индустријата и домовите. Новиот сообраќајен режим кој го ветивте го нема. Видовме само промена со која една улица се врати на стариот сообраќајен режим, а во програмата ветивте неколку кружни текови и целосна реорганизација. Ветено, не остварено. Каде е и што се случи со грандиозниот проект за гасификација во индустријата и домовите? Вие лично во неколку наврати изјавивте дека тоа е клучен проект за развој на општина Кочани. Денеска нема ништо од тоа, иако рокот за отпочнување одамна е поминат. Опозицијата го прашува градоначалникот дали се откажал од развојот на општината бидејќи нема детален урбанистички план, нема грижа на земјоделците, оризопроизводителите и сточарите и дека со секој изминат ден локалната самоуправа станува се понедостапна за граѓаните. На крајот на пресконференцијата опозицијата посочува дека градоначалникот заедно со СДСМ дозволиле во Кочани да се случи невидена партизација на институциите, работните места да се разграбуваат и да се делат според партиска припадност, непотизмот е доведен до ниво на дејност за локалната самоуправа, што е единственото нешто што функционира безпрекорно. За да заврши со констатацијата дека денеска Илиев и како човек и како градоначалник стои позади општината која е во хаос, дека стои позади многу неисполнети ветувања дадени во изборната кампања.